Како што напомена и ти, за прв пат делегација од Собранието на Република Македонија на комеморација во чест на жртвите од Сребреница. Имено спомена и ти, наш соговорник на оваа тема е доцент доктор Зечир Рамчиловиќ, кој што пак од на иницијатива на Сдруженијето АВАС, господине Рамчиловиќ, на 11 јули во чест на жртвите од геноцидот во Сребреница за прв пат ќе присуствува и македонска делегација. На ваков начин Собранието ќе оддаде почит на сите жртви. Вие ќе предводите оваа делегација, меѓутоа кои се останати лица ќе присуствуваат со вас и ја сочинуваат оваа делегација? Да, како што кажавте, но многу е важно да се напомене дека е прв пат, значи ќе има делегација на највисоко ниво, собраниска делегација која што ќе биде присутна на комеморацијата во мемориалниот центар Поточари. И иако уште од 2010 година, значи Собранието на Република Македонија има усвоено резолуцијата на Европскиот парламент со кој што го осудува геноцидот во Сребреница и едноставно на некој начин и се обврза да го одбележува овој ден како ден на сеќавање на жртвите од геноцидот во Сребреница, но ете да кажем, повеќе години помина и многу, да не кажам, колку што е и тежината за сите, не само за нас како бошњаци, него воопшто за сите луѓе кои што сепак сите ние и го осудуваме и секој вид на злосторство, на некој начин сепак ми е драго што Собранието, собраниска делегација, значи која што освен мене ќе во состав, значи ќе биде и пратеникот од ДУИ, господинот Реджај Исмаили, и пратеникот од партијата на пензионерите, господинот Илија Николовски, така да ние ќе ја представуваме делегацијата, а ќе ни се придружат и представниците од амбасадата на Република Македонија во Босна и Херцеговина и заедно ќе на 11, значи во вторник, ќе присуствуваме на комеморацијата и да им одадеме почест на невините цивилните жртви на геноцидот во Сребреница од 95 година. Така, исто така и во вашето соопштение денес беше напоменато дека освен собраниската делегација, исто така е предвидено во мемориалниот центар Поточари да присуствуваат и група граѓани од Сдруженијето Диван, меѓутоа соопштивте и некои детали дека на 11 јули ќе се организира и марш на мирот. Може ли да ни соопштите, да ни откриете повеќе детали околу маршот на мирот и сите тие невладини организации кои што ќе земат своје учество? Така, со години наназад ние го одбележуваме овој ден. Најпрви неве да споменеме тоа што, како и вие што ги напоменавте по редослед, утре, значи, група граѓани од Република Македонија, значи, во организација на Сдруженијето Диван, не се тоа членови на Сдруженијето Диван, значи, веќе трета година поред, и да е група граѓани, тоа од различен етнички состав, буквално сме имале, значи, од сите националности, од различна религиозна припадност, значи, луѓе кои што биле, кои што сочувствуваат и, мислам, секогаш кои што сакаат на некој начин да одадат почит кон невините жртви. Така да и утре, значи, ќе има во организација на Сдруженијето Диван, но ете пак да спомнам под спонзорство на општина Петровец, која што е генерален покровител на патувањето, и на Вардар Експрес агенцијата, значи како генерални спонзори, и они ќе присуствуваат, значи веќе утре дента ќе бидат таму, и јас првата година јас бев присутен во иста организација, така да е добро и на некој начин има интерес и тоа ќе продолжи понатаму, додека она уште што има поголема традиција и секако што е битно за не само за бошњаците во Македонија, туку за сите граѓани, е марш на мирот, што се одржува од 2012 година, кога по иницијатива на еден наш тука млад интелектуалец Неджат Мехмедовиќ со група студенти кои што беа тука од Сараево, дојдоа на идеја да го одбележат овој ден, за да на некој начин се прати една порака да не се заборави, се со цел такво нешто да не се повтори, да не што мислам што ми имаме некое злосторство кое што се случило и кое што се заборава, некако може да група граѓани или да кажеме бошњачката заедница да се чувствува
како некој кој што може пак да му се повтори. На овој начин не само бошњаците, него и на сите други нека им биде опомена. Така да од тогаш, од 2012 невладината Шадрван тогаш беше носител на Марш на мирот, понатаму се приклучија многу невладини организации, последниве години Марш на мирот го предводи Бошњачката културна заедница, така да тоа ќе биде и во вторник, значи на 11 од старата Скопска чаршија. Повеќе невладини организации, сите граѓани се приклучуваат, многу граѓани, значи ќе Марш на мирот кој што ќе оди до Камениот мост, каде што ќе се прочита меморандум во кој што секако ќе се осуди геноцидот и ќе се прати порака за мир и за разбирање како единствен начин не само за Македонија, него и за регионот да тргне напред. Секако не треба да се заборави таков страшен чин. Господин Арамчиловиќ, јас ви благодарам за овој разговор и за